Добро дојдовте во Визави на програмата на ТВ Канал Виз. Пред 4 дена општина Дојран го имаше својот втор локален референдум. Граѓаните од оваа општина гласаа дали се за или против дел од услугите кои што ги дава комуналното претпријатие, поточно канализацијата и водоводот, да се дадат на јавно-приватно партнерство. Повеќе од 53% од граѓаните излегоа на референдумот на 2 февруари, но нивниот глас беше против таква можност. Во оваа емисија разговараме со градоначалникот на општина Дојран, Анго Ангов. Градоначалниче, пред се добре дојдовте во Визави. Дали очекувавте ваков исход на референдумот? Добро ни дојдовте вие во Дојран тука на снимање на оваа емисија. Еве да почнеме со референдумското прашање и со излезноста. Да, задоволни сме заради тоа што имаше доволна излезност и не беше залудно распишувањето на референдумот и референдумското прашање. Да, негативен беше одговорот од населението. Да, ние бевме скептици во ова, бидејќи со самото држење на трибините овидовме дека во населението постои доза на скептицизам, односно недоверба и во системот, и во начинот на функционирање. Се работеше за концепт кој што нуди долги години на стопанисување, заедничко стопанисување. Мора да напоменам дека тоа значи заедничко стопанисување на комуналното претпријатие. Меѓутоа, таа доза на недоверба, на скептицизам се покаже дека е навистина така и се случи тоа што се случи, например, со поголем излезноста да се оствари, меѓутоа сите да бидат, не сите, туку поголем дел да бидат против ова формирање на јавно-приватно партнерство. Каква кампања водеше општината за овој референдум и дали имаше контракампања, односно некој кој што ги мотивираше граѓаните како да гласаат? Да, имаше кампања. Мора да напоменам дека ние како општина спроведувавме кампања во која го наведувавме народот сам да одлучи. Ние единствена наша цел беше да го објасниме овој концепт колку можеме, бидејќи беше и краток временскиот период за сето тоа да се спроведе. Меѓутоа не идовме на голем отпор од одредени структури кои што и јас не знам кои се, кои што ширеа секакви невистини, секакви лаги во врска со јавното приватно партнерство, на некој начин и влијае врз размислувањето на населението. Имаше одредени кампањи и на интернет, и на социјални. Или овде од куќа на куќа имаше и на лице место луѓе кои што не знам од каде беа, сега по изговорите на луѓето кои што мислам по посетата на куќите имавме информација дека се работи за политичката партија Левица. Меѓутоа не сум сигурен и не можам тоа да го тврдам. Без разлика кој да бил, дојдоа луѓе од страна кои што на некој начин го насочуваа населението да гласа против. Во јавноста многу се зборуваше дека ова е опасен потврд, во смисол дека се отвара можност за приватизација на природните ресурси кои што ги има државата. Бидејќи се работи за проблем кои што веќе намачи со години, односно проблемите кои што ни се јавуваат во водоводната мрежа, посебно со канализацијата и прочистителната станица која што се наоѓа на самиот брег од Дојранското езеро. Бидејќи немаме ниту едно метро канализација во селата што се фактички дел од општина Дојран. Тоа беше концепт кој што го разработивме и кој што сакавме да го понудиме на народот, но пред да ја донесеме одлуката, сакавме да го слушнеме гласот на народот. Бидејќи и ние знаевме дека можеби постои скептицизам, можеби населението не го сака тоа нешто и затоа го дадовме како референдумско прашање и без разлика на резултатите. Тоа го напоменав и претходно дека ние кога одевме на трибините го образлагавме концептот и им наложувавме на граѓаните со својата глава да размислат дали се за или против по тие сознанија што ние им ги дадовме. Меѓутоа, населението се одлучи за тој чекор и тоа за нас е закон, ние го почитуваме и нема да се спроведи тоа јавно-приватно партнерство, што и беше суштината на референдумот и фактички самите резултати покажаа дека населението не сака јавно-приватно партнерство, смета дека природниот ресурс водата не смее да биде предмет на стопанисување на приватен партнер,
Иако тоа не е така со јавното приватно партнерство, грешка беше презентирано како приватизација, уствари тоа е формирање на ново друштво за посебни намени, кое што е собственост на општината и приватниот партнер, додека приватниот партнер ќе требаше да инвестира огромни износи односно да финансира проекти кои што ние сме ги зацртале во таа физибилити студија, така што... Господин Ангов, Дојран е мала општина со мал број на корисници. Кој би бил интересот на приватна компанија да инвестира минимум 8 милиони евра и кога би чекал поврат на таква инвестиција? Претпоставувам дека се и тие пазарно ориентирани. Се работеше за долгорочен проект, фактички за некој од 30 години, така што ние според изработените проценки, тие финансиски показатели, имавме увидено дека доколку сите работи се средат, како што е нова прочистителна станица, канализационни мрежи во сите населени места и намалување на сите трошоци за функционирање на водоводната мрежа, односно со замена на нова пофункционална и поекономична мрежа, со симнување на сите тие трошоци, со дополнителни приходи од тие сите канализационни мрежи кои што би се изградиле, со намалување на трошокот за електрична енергија кој што во моментов изнесува околу 400-500 илјади денари само за прочистителната станица. Значи, зборуваме за огромни трошоци кои што во моментот го мачат комуналното предпријатие, а со рационализација на буквално сите други трошоци ни доаѓаше дека може да стане комуналното предпријатие профитабилно. Меѓутоа, за да стане профитабилно, ни требаат огромни инвестиции. Повторно ќе напоменам, сите тие проекти кои што беа предвидени затоа што имаме готови проекти, испроектирани износи кои што треба да се инвестираат и начин на функционирање. Еве, да земеме еден пример, прочистителна станица. Прочистителната станица во моментов не го задоволува капацитетот на Дојран, посебно затоа што сме и туристичка дестинација, имаме корисници кои што ни доаѓаат во летниот период и пролетниот, така што ни треба поголем капацитет на прочистителна станица. Меѓутоа и со тој капацитет што го имаме, ние генерираме огромни трошкови на функционирање на таа прочистителна станица. Тоа се огромни, бидејќи се работи за старена прочистителна станица со застарени методи на работа и со огромни генерирање на трошци. Како воопшто дојде до ваков предлог? Вие го спомнувате веќе подолго време дека има заинтересирани да се дадат водоводот и канализацијата на јавно-приватно партнерство. Ние уште од минатата година го спомнувавме тоа и го работевме тој концепт. Фактички ја работевме физибилити студијата. Со сето ова, до таа идеја дојдовме затоа што имавме многу средби. Уште од самиот старт знаевме дека еден од најголемите и најгорливи проблеми на општина Дојран е водоводот и канализационите мрежи во населените места, бидејќи ги немаме, а и тоа што го имаме во Стар Дојран и Нов Дојран не е доволно, бидејќи зборуваме за покриеност од некои 60%, значи не е 100% покриеност. А не можеме да планираме развој и инвестиции доколку немаме добра инфраструктура. Тоа е клучен чекор за да привлечеме нови инвеститори кои што ќе инвестираат во Дојран. Така што уште од самиот старт ние баравме начини како да дојдеме до тие инвестиции, до решавање на тие проблеми кои што знаеме дека на нас за 10-15 години цело време не мачат и не тангираат. Знаете дека на самиот почеток ни се случи и расипувањето на препумпните станици. Имавме 4 до 5 дена недостиг на вода за Нов Дојран и Стар Дојран. Сега во ноември месец 2019 година повторно имавме околу 8 дена проблеми со Стар Дојран. Високите делови немаа вода, бидејќи нивото на вода во бунарите дојде на многу малку. Не знам, дури на нула, може да се каже, едниот бунар е на суво, другиот е колку толку дава сега некоја издашност на вода. Меѓутоа, сите тие проблеми беа мотиватор ние да отпочнеме некој начин да бараме решение за решавање на тие проблеми, бидејќи на нас за 30 години, да не се лажеме, во водовод и канализација во Дојран е инвестирано толку малку и минорно, не само од општината, туку и од државата.
Сте размислувале ли за ѓавото? Ќе го спомнам бидејќи хидросистемот треба да се даде на правен субјект кој што со закон има право да управува со него, а тоа може да бидат општинските комунални предпријатија на Богданци или на Дојран, а вие веќе имате проблем со снабдувањето со вода. Не знам дали се сеќавате, постоеше јавно предпријатие за стопанисување со тој систем, меѓутоа пропадна заради тоа што не беше исто така профитабилен. Имаше огромни трошоци за струјата, тоа е најголемиот трошок кој што го генерираше и плати, и тоа беше минорно во споредба со трошокот за електрична енергија. Затоа се случи да го преземе Министерството за животна средина. Сега повторно се размислува на тоа, се размислува дали да се додели на една од општини, дали Богданци или Дојран, или во поново време се размислува за да се додели на јавното предпријатие за стопанисување со води. На водостопанство. Да, на водостопанство. Така што се размислува на тоа за да може да почне да функционира, да се продава вода и за наводнување, и за водоснабдување, и за било какви други работи, предпријатија кои што би можело да фактурира и да наплаќа такви услуги, што во случајот не е со Министерството за животна средина. Меѓутоа, се уште не знам, се уште е статус кво, само се размислува, ништо не се презема, така да ние во еден од проектите кои што ги имавме во таа физибилити студија беше токму тоа, поврзување на хидросистемот со дополнителни количини на води за Стар Дојран и Нов Дојран. И на тој начин би го решиле проблемот и по природен пат би ни доаѓала таа вода и би ги намалили сите дополнителни трошоци кои што во моментов ги имаме. Меѓутоа, и реализацијата на тој проект е огромна. Некаде околу 400.000 евра излего, ние имаме готов проект за тоа. Не е сега правен тој проект, правен уште во 2009 година. Што чини толку 400.000 евра? Па чини изградба на мрежата која што треба да дојде до одредени резервоари. Некој резервоар кој што... За да се поврзате со ѓавото зборуваме, така? Да. Се зборува, мислам, проектот е направен да се спои овде некаде кај Црничани, кај што е патот. Значи, самиот проект предвидува таму цевковод кој што треба да донесе дополнителни количини на води до резервоарите во Нов Дојран, од Нов Дојран во Стар Дојран. Се работи за нови мрежи водоводни, така што истото кошта и негде излегува дека самиот проект, неговата реализација е околу 400.000 евра. Тие пари за општина Дојран исто така се многу. Ние имаме аплицирано и во фондови, и во државата, и на секаде, меѓутоа тоа оди поспор. И средствата кои што ги дава државата или одредени фондови се многу помали. Еве сега, например, мене ми е аплицирано, да кажеме, село Црничани за канализациона мрежа, меѓутоа село Црничани е помало село и излегува некаде околу 250.000 евра да е канализационата мрежа без прочистителна станица. И тоа е аплицирано и јас сум сигурен дека ќе го добиеме. Значи Црничани би го решили. Меѓутоа тоа е многу бавно темпо на движење на работите. Сега ќе го решиме Црничани, а сите други места ќе останат повторно во таа состојба која што се наоѓаат. Тоа беше и целта на тоа јавно-приватно партнерство. Тоа беше и целта и на референдумот пред да се преземе одреден чекор да го прашаме народот. Народот излезе дека не верува во таков концепт, не сака таков концепт, добро, во ред застануваме тука и нема тоа да се исправи. Мислите ли дека недовербата кај граѓаните за овој концепт се јави покрај тоа што веќе во голем број европски земји, да ја земеме најблиску Словенија, водите се заштитени со устав и тие не може да се даваат на подконцесии? Да, влијаеше се. Одредени луѓе дури премногу негативно влијае на останатиот дел од луѓето, меѓутоа не е никаков проблем. Тоа наше беше, како што напоменав, да го објасниме концептот, а народот требаше да суди дали е во ред или не е во ред, и ние баравме помош од народот, фактички во оваа ситуација. Да, треба да се заштити, треба да се направи, меѓутоа мислам дека ние како локална самоуправа, не зборувам само Дојран, веќе зборуваме и за поголемите општини кои што имаат поголеми буџетски средства, треба да ги заштитиме тие работи, посебно водните ресурси. Меѓутоа, толку сме финансиски слаби и мали, така што мислам дека тоа треба да се работи на државно ниво, не да се работи на локално ниво, бидејќи ние финансиски нити можеме, нити пак ќе можеме во догледно време тоа да го направиме.
вие баравте спас. Ние едноставно сето ова е направено за спас од ситуацијата во која што се наоѓаме, бидејќи по сите тие инструкции кои што ги добиваме од комуналното предпријатие, по насоките кои што ни ги даваат луѓето кои што работат во комуналното предпријатие од таа сфера, значи ќе се соочиме со огромен проблем, посебно во водоснабдувањето. Ние веќе почнаа да ни се појавуваат одредени проблеми со водоснабдувањето. Какви, например? Па со недостиг на вода во летниот период, да кажеме, во горните делови не доаѓа доволно притисок затоа што бунарите се на многу ниско ниво и не може да се снабдат едноставно сите нормално како луѓе да имаат вода во целиот период од годината. Тоа значи дека вие во секој случај би требало да се подпрете на ѓавато во иднина долгорочно. Да. Долгорочно би требало да се подприме, нели замислата на браната Коинско која што сега во моментов се гради и сето тоа е да доаѓа по природен тек водата во Дојранското езеро, а фактички таа дополнителна количина на вода да ја искористиме и за водоснабдување и за наводнување на земјоделските површини. Таква е замислена стратегијата на државата и сето тоа што е испланирано од страна на државата. И тоа е еден од побитните проекти кои што во моментов се работи од таа сфера, морам да напоменам, се работи за огромен проект кој што го инвестира државата, така што мислам дека кога би се случило тоа нешто и кога ќе почне со функционирање на браната Коинско и на целиот систем, би се решиле многу проблеми и за наводнувањето, за земјоделското наводнување зборувам, и за дополнителните количини на вода, и за Дојран, и за Богданци, и за Гевгелија. Така што тоа е стратешки проект кој што би ја подобрил некако сликата за водоснабдувањето, меѓутоа ни требаат огромни инвестирања во водовод и да ја донесеме таа вода до граѓаните. Рековте дека ниту едно населено место во Дојран нема канализација. Дали имате проектни документации за овие населени места, бидејќи тие се клучни за да барате средства, и колкава е покриеноста со канализациона мрежа на Нов и Стар Дојран? Значи, имаме готови проекти буквално за сите населени места. Тоа го направивме бидејќи знаевме дека ќе излезат и фондови за водовод и канализација, така што документационо сме спремни 100% за сите населени места. Нов Дојран и Стар Дојран се покриени со од 50 до 60% со канализација, што е многу малку за потребите на туристичко место и туристичка дестинација како што е Дојран. Се работи, значи ние ланската година реализиравме еден проект со Југоисточен плански регион, така што еден од најбитните краци во Стар Дојран го поврзавме со канализационата мрежа, значи некаде се работи за 1 километар. Самото комунално предпријатие има реализирано во последно време некаде околу 2 километра канализациона мрежа. Така што работиме и на тоа. Постепено го зголемуваме капацитетот, односно процентот на покриеност, меѓутоа тоа е малку во споредба тоа што треба, да. На корисниците. Ние сакаме да продаваме парцели за изградба на нови викендици, нови сместувачки капацитети, меѓутоа претходно не сме спремни сето тоа да го покриеме со водоводна и канализациона мрежа. Затоа и беше целта на ова. Сите тие проблеми кои што веќе со години не мачат, сакавме еднаш за секогаш да ги решиме и во најбрз можен рок. Со фондовите може тоа да се реализира, бидејќи имаше полемика зошто не се аплицира на фондови, значи на фондови активно се аплицира. Меѓутоа знаеме како се добиваат средствата и во кои финансиски износи. Ние сега имавме одобрено некои си 200 и нешто илјади евра од транспорт и врски, да кажеме, меѓутоа тие не стигнуваат за едно село. Во Николиче 250, значи ќе треба да имаме и сопствено учество за реализација на таа канализациона мрежа. А каде е прочистителната станица, каде се другите работи кои што се пропратен дел на тоа. Така да многу финансиски средства ни требаат за колку загадуваат септичките јами кои што ги имаме како противтежа на тоа што во моментот нема канализација на цел Дојран. Загрижува ли тоа дека може дел од тие води да се слеваат и во езерото? Па не сум толку сигурен, меѓутоа знам дека се еден од помалите, ајде да кажеме, загадувачи.
Нас многу ни е битно да го опфатиме селото Николич со канализациона мрежа, бидејќи тие се директно на крајбрежјето на Дојранското езеро. Прочистителната станица да ја решиме во најбрз можен рок, бидејќи таа е прочистителна станица која што мора да ги задоволува капацитетите и да работи по европски стандарди. Така да тоа би ни било приоритет сега за сега и ќе се насочиме кон тоа кога не успее ова јавно-приватно партнерство. Сега се насочуваме кон барање на средства, мислам и претходно баравме, не да испадне дека не баравме, но сега мора да се трудиме да направиме напори и самата држава тука да биде на некој начин финансиер. Побаравте ли? Дали Да. имате побарано? Имаме Како имате побарано. одговорено? Имаме побарано, еве сега конкретно ќе кажам дека Министерството за животна средина е надлежно за тоа, бидејќи се работи за Дојран кој што е споменик на природата со закон прогласен во 2011 година. Има многу интересен факт во самото прогласување на Дојран како заштитено подрачје. Сите обврски се дадени на општината, а сите финансии кои што произлегуваат од езерото, од концесии, од не знам какви други работи, сето оде во буџетската каса. Значи тука е направено голема штета и голем проблем уште во носењето на законот во 2011 година, бидејќи со споменик на природата како се даваат обврските на општината, треба да се дадат и одредени финансии, за да можеме тоа да го управуваме и да го регулираме. Меѓутоа ние немаме никакви финансии за тоа, а сета обврска е оставена на општината. Прочистителната станица е застарена и нема капацитет да ги обработува водите кои што достигаат до неа. Дали ова е проблем за комплетната еколошка слика за Дојран и за загадување на езерото? Имаме проект, меѓутоа проект за реконструкција. Но реконструкцијата нас не ни решава ништо. Нас не треба нова прочистителна станица со нови методи на работа. На некој начин и со помали трошоци кои ќе ги генерира. Ние кога и да ја реконструираме, таа истата е реконструирана уште мислам пред 4-5 години. Меѓутоа еве сега повторно доаѓаме до фактот дека реконструкцијата не ни решава ништо. Таа е реконструкцијата за тие спорните 150.000 евра кои што ги имаше долг општина Дојран спрема Европска комисија, фактички направената штета во склучувањето на договорот и во спроведувањето на тендерската постапка. Реализиран е проектот, меѓутоа еве дојде после 4-5 години повторно да имаме проблем со прочистителната станица. Значи со реконструкција не го решаваме проблемот. Нас ни треба нова прочистителна станица која што би коштала, ајде да кажеме некаде според нашите прогнози од 700 до 800.000 евра и на тој начин би го решиле цел проблем и за Николич поврзувањето и за Нов Дојран и Стар Дојран. Колкав е долгот на комуналното предпријатие и кои се најголемите доверители? Најголем доверител е Евана. И кога го преземавме, значи бевме принудени да склучуваме спогодби за плаќање на рати на тој долг, кој што беше 21 милион плюс камати, некаде околу 25 милиони. И сега се движиме тука заради тоа што цело време ги подмируваме тековните трошоци, туку таму некоја рата која што ја имаме, бидејќи се работи за огромен долг кој што ни беше даден и краток период на реализација, мислам, на исплата на тој долг. Но сега за сега гледам дека од Евана има разбирање и не оставаат така. Не знам до кога ќе продолжи тоа, а се работи за огромен долг, 25 милиони. Долг кој што го одржуваме сега на тоа ниво, меѓутоа е направен и Како е направен толкав долг? Зошто имате толку високи сметки за електрична енергија? Најголем проблем е прочистителната станица. Таа генерира месечни трошоци огромни. Плюс имаме многу препомпни станици кои што испомпуваат и водата и и отпадната вода. Така што трошокот изнесува некаде околу 600 до 700.000 денари месечна фактура за електрична енергија. Тоа беше и целта. Значи, со изградба на нова прочистителна станица, со модернизирање на таа прочистителна станица, би ги намалиле трошоците, да кажеме, само за прочистителната станица од 400 на некои 60.000 денари, што е огромна добивка од старт, да кажеме. Со решавањето на помодернизирани препомпни станици, исто така би ги намалиле трошоците, така што најголемата ставка
за трошоци за електрична енергија би ја намалиле драстично. Така да имаме долгови испрема други доверители, но тие се од помал обем и се решаваат. Тоа не е никаков проблем. Мислам дека за разлика од пред 2 години кога го презедавме комуналното, сега сме во една постабилна ситуација со доверителите. Дел се 100% исчистени, дел се чистат, така што барем сега имаме некое нормално функционирање. За разлика од претходно, кога дојдовме на почетокот, ние немавме од каде да одиме да купиме буквално дел за некој дефект што ќе ни се случи. Сега во овој момент стабилни сме со доверителите, се исплаќаат редовно и ратите и тековните обврски, така што имаме некој нормален тек на функционирање. Што ќе правите со овој клучен проблем со прочистителната станица? Како ќе го решите, односно како ќе успеете, бидејќи тоа е бездна. Не можете да испливате доколку немате посовремена и поекономична прочистителна станица. Има ли опции ова да се реши во брзо време? Кои се можностите? Единствено тука државата треба да преземе клучен чекор и државата конечно да застане позади Дојран и да каже еве, ние сме спремни тоа да го направиме, ајде да го направиме и конечно да го решиме проблемот со прочистителната станица. Зборувам на долг рок за нова прочистителна станица, не за реконструкција на веќе постоечката. Правиме напори. Ние веќе бевме влезени во буџетот, предлог буџетот кој што беше на државата, на предлог на министерот за животна средина, меѓутоа не знам што се случи потоцна, бидејќи беа предложени многу проекти, беа селектирани така да отпадна. Извиси, меѓутоа во право се бидејќи реконструкцијата нема да реши ништо. Тоа беше за реконструкција. За реконструкција. Нас ни треба нова прочистителна станица за решавање на тие проблеми. И ќе направиме напори колку што е можно побрзо да завршат овие избори и да се впуштиме во таа авантура да најдеме некако средства за реализација на нова прочистителна станица. Февруари е и тоа значи дека полека ќе треба да се подготвувате за нова туристичка сезона. Што работите во моментов? Ке има ли некои новини во Дојран? Да, секако дека ние не застануваме тука ќе ги решаваме проблемите што се однесува до водовод и канализација, меѓутоа за другите работи морам да напоменам дека се работи на големо, веќе отпочнуваат доста проекти. Завршена е тендерската постапка и евалуацијата на големиот проект кој што го најавуваме веќе многу одамно. Конечно е завршена и би требало, се надевам, некаде до крајот на февруар да почне со градежни активности, значи засредување буквално на целото централно подрачје во Стар Дојран, реконструкцијата на амфитеатрот, пристапниот пат до амфитеатрот и целосното осветлување на тие зелени површини со нови содржини, партерно хортикултурно уредување, така што ќе добиеме еден нов лик во централното подрачје. Морам да го споменам и прекограничниот проект кој што го имаме со Република Бугарија. Се работи за реконструкција на Саат кулата, реконструкција на Турската бања и пристапни патеки до нив како Калдерма. Проект кој што би требало да ни донесе голем број на туристи во останатиот дел од летната сезона, значи да го зголемиме тој обсег и да ја збогатиме туристичката понуда на некој начин. Имаме други проекти кои што ги започнуваме локални, така што во план ние буквално да ја развижиме целата таа градежна експанзија. Мислам да имаме една градежна експанзија која што ќе потикне и други инвестиции, така што отпочнува веќе изгледно е реализацијата на тие проекти. Плажите како и секоја година ние помагаме во попесечувањето, во уредувањето. Оваа година ќе се дават повторно плажите под концесија, значи имаме заинтересирано доста луѓе кои што сакаат да земаат плажи под концесија, меѓутоа сега сакаме да направиме построги услови за да може самите концесионери да бидат задолжени тоа да го реализираат самите, а не да чекаат на грбот на општината. Затоа се дават и тие плажи под концесија. Така што за плажи, еве знаете дека тоа ќе заборавам да го спомнам, со југоисточен плански регион ја реализиравме и долната плажа од Елем па се до плажата Фуктак. Тој дел беше целосно урнисан од надоаѓањето на водата. Буквално сликата изгледаше поинако, сега во моментов е среден и е спремен за
тоа се слободни плажи, повторно ќе напоменам. Место за слободни плажи каде што можат посетителите кои што не сакаат да плаќаат огромни износи, не огромни, меѓутоа за некого се огромни, може да користат слободни плажи, така што веќе имаме еден голем дел од плажи кои што може да се користат од страна на посетителите. Дали има изградба на нови сместувачки капацитети во смисол на хотели, бидејќи имаше заинтересирани инвеститори предходниот период? Значи, хотелите, веќе знаете дека Латараца од минатата година почна да функционира. Тоа е еден нов капацитет кој што и така кој е добре дојден за зголемување на капацитетот за прием на гости. Се инвестира доста и од приватниот сектор во зголемување на бројот на апартманите. Така што мислам дека во моментов имаме доволен број и доволен капацитет за сместување. Сега набрзо одиме на сајмите за туризам и во Софија и во Белград. Тие ни се два пазари кои што сакаме да ги развиваме и се повише да ги расшириме. Така што работиме и на промоцијата. Кога се тие и Сега се во февруар тие двата сајми, едно по друго се, една недела по друга. Така што општина Дојран доста работи на промоција на туризмот. Кога би биле спремни, да кажеме, и со тие проекти кои што веќе ќе ги започнеме, би било уште подобро за промоција. Меѓутоа, што е тука е, на самиот старт правевме муавет за одредени фондови, како се користат и што се користат. Реализацијата на тие фондови е огромна. Мислам, многу тешка и макотрпна. Се бараат многу документации, многу правила да се исполнат за да се добијат тие средства. И можам да кажем дека ние како општина, за разлика од претходно, сега сме општина која што има добиено огромен број на проекти. Преку гранични проекти имаме добиено 1.250.000 евра. Значи зборуваме два со Грција од по 500.000, еден со Бугарија од 250, значи 1.250.000. Со Светска банка реализацијата на улицата Едвард Кардели исто така добиена. Сега ЛРЦ што ќе го спроведеме некаде околу 700-800.000 евра. Имаше уште многу други проекти кои што веќе ги имаме дел реализирано, како што се преку Југоисточен плански регион. Мислам дека го сменивме начинот на работа, користиме консултанти надворешни кои што ни помагаат во аплицирањето и веќе се гледа резултатот од самиот начин на функционирање. Господине Ангов, ви благодарам за учеството во Визави. Се надевам дека ќе бидете повторно гостин во нашата емисија. Ви благодарам и на вас за посетата и се надевам дека при реализацијата ќе ни бидете гости повторно да видите што сме направили.